кратки најави за денес. Охридската болница одбележа 60 години постоење. Новогодишна кошничка со над 600 производи со намалени цени од 15 декември до 15 јануари. Регионалната депонија во Новаци се очекува да биде ставена во функција во 2027 година, но тоа не значи дека Буково ќе биде затворена. Вработени на Охридскиот аеродром засадија 35 дрвја покрај Охридското езеро. Полицијата заплени рибарски мрежи и над 10 килограми риба кај Пештани, приведени 3 лица од Трпеица. За најавените и за останатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и максимална дневна температура до 6 степени Целзиусови. Во петок над Северно море ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што во западна, северозападна и централна Европа ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд проследени со засилен ветер. Во областа на Алпите, северните и североисточните предели од континентот ќе има врнежи од снег. Врнежи од дожд се очекуваат и на југ од Балканскиот полуостров. Во останатите предели од Европа ќе преовладува стабилно време со повремени сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и свежо време со повремени сончеви периоди. Во источните и јужните предели врнежи од дожд, а на планините врнежи од снег. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 4 до 16 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува умерено облачно, ветровито и свежо време со сончеви периоди. Во вечерните часови и кон крајот на денот во западните и северните предели се услови за слаби и локални врнежи од дожд. Минималните температури ќе се движат во интервал од -7 до 7 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат од 4 до 13 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Во вечерните часови и кон крајот на денот нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Ќе дува до умерен југозападен ветер. Минималната температура од 4 степени, додека пак максималната ќе достигне до 6 степени. Во Охрид во сабота и недела ќе преовладува претежно облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 5, односно 3 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 10, односно до 9 степени. Во понеделник ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа.
Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охридската болница одбележа 60 години постоење, 6 децении пружање здравствени услуги на пациентите, не само од Охрид, туку и од регионот. Денес болницата функционира во 15 болнички одделенија, аптека и заеднички служби. Располага со 10 хируршки сали. Менаџментот постојано работи на подобрување на услугите. Од желба и визија до 6 децении успешна приказна. Охридската болница деновиве го одбележа овој значаен јубилеј. Темелот бил поставен од страна на врвни лекари пред децении за денес и натаму болницата да се доградува во здравствена институција која постојано го подобрува квалитетот на услугите кон бројните пациенти. Почетоците и идејата за основање на медицински центар датира нешто пред 60-тите години, за на 25.2.1960 година да се постават темелите на медицинскиот центар на локација каде што денес се наоѓа хируршкиот блок од страна на доктор Вангел Шорко, а по претходна иницијатива и одобрение од окружниот одбор. Иницијативата ја покренуваат доктор Аголи, доктор Захариевски, доктор Константиновски и доктор Филев. 4 години подоцна, на 4.2. окружниот одбор ја гласа организацијата на медицинскиот центар за во ноември истата година да почне со функција и давање на првите здравствени услуги. Прво предавањето на клучевите на медицинскиот центар се одвива на 17.1.1965 година. Денес болницата функционира во 15 болнички одделенија, аптека и заеднички служби. Располага со 9 хируршки сали. Менеджментот постојано работи на подобрување на услугите. Охридската болница денес функционира како павилјонски тип на здравствена установа која што извршува здравствени услуги од секундарното дејство. Нашата болница представува еден регионален центар со околу 470 вработени во овој момент, од кои 70 се лекари специјалисти. Имаме 35 млади лекари кои што се на специјализација, околу 250 медицински персонал, 5 фармацевти и околу 130 помошен технички персонал. Како таква, јавната здравствена установа Општа болница Охрид функционира и дава здравствени услуги не само на граѓаните од Охрид, туку и на граѓаните од Ресен, од Струга, од Дебар, од Кичево, како и соседните градови од Република Албанија. Јавното здравство изминатава деценија се соочува со недостиг на медицински персонал. Доктор Марковски упати апел, особено до помладата генерација медицинари, да останат во својот град и во својата земја, да ја градат кариерата. Моја амбиција како менаџер на ова здравствена установа ќе биде усовршување и подигнување на квалитетот на здравствените услуги. Затоа имам апел. Прво, до помладите лекари, да останат дома, да вршат својата
функција во нашиот град, затоа што спасување на животот на својот најблизок нема материјална вредност која што би го заменило тоа. Друга страна, квалитетот на здравствените услуги може да се подобри со постојано инвестирање во медицинска опрема, значи подигнување на квалитетот на услугите, зголемување на капацитетот на здравствениот кадар. Затоа сите општествено одговорни луѓе, како во градов, така и во целата земја, треба да помагаме на здравствените институции општо, како би го постигнале тоа, затоа што заедно, сплотени, ќе ги направиме резултатите видливи. Овој значаен јубилеј Охридската болница го одбележа со собир на кој присуствуваа поранешни и сегашни лекари, колеги од другите институции и промоција на документарен филм посветен на болницата. Од 15 декември до 15 јануари повеќе од 650 производи ќе поевтинат за 10 и повеќе проценти во рамки на така наречената новогодишна кошничка, објави на денешната пресконференција премиерот Христијан Мицкоски. На новинарско прашање Мицкоски рече дека не очекува компаниите кои учествуваат во акцијата да ги зголемат цените пред почетокот на акцијата, а потоа да ги намалат за договорените 10% и рече дека Државниот пазарен инспекторат има механизам да ги провери сегашните цени со цените кои ќе бидат објавени за време на акцијата. Во периодот од 15 декември до 15 јануари цените на одредени производи, а тоа се повеќе од 600 артикли, ќе бидат намалени и брендирани како што беше до сега, помалку утрошоци, повеќе за тебе. И тоа и се грижиме. Тоа е многу важно, бидејќи на тој начин ќе можат и граѓаните сето тоа да го препознаат. Нормално ова не е направено со интервентна мерка од страна на владата, не е направено со ограничување на цените, туку е консензуално решение и поради тоа нема да има за ова казнување, се разбира, туку ќе има само мониторинг на тоа дали на сите тие производи ќе бидат залепени сите овие налепници за кои што зборуваме, за да биде визибилно за граѓаните, за да можат тие да ги препознаат овие производи. Регионалната депонија во Новаци се очекува да биде изградена до крајот на 2027 година. Финансиските средства се обезбедени, но процесите се одвиваат бавно. Општините од југозападниот и пелагонискиот регион се неусогласени во поглед на активностите за воспоставување на системот за заедничко управување со отпадот. Ова беше истакнато на денешната панел дискусија во организација на групацијата Збогум Буково. Но дури и кога ќе биде изградена новата регионална депонија, затворањето на Буково ќе почека, бидејќи во моментов за тоа нема пари. До крајот на 2027 година треба да профункционира регионалната депонија во Новаци, каде што ќе се одлага отпадот од југозападниот и пелагонискиот регион. Заедничкото регионално управување со отпадот на општините подразбира изградба на 4 претоварни станици. За претоварната станица во Охрид, која ќе биде на Маутскер, од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека има урбанистичка документација и готов проект. Но другите општини се уште не си ја завршиле домашната задача по ова прашање. Без урбанистичка документација не можеме да започнеме со тендери, вели Ана Карамфилова-Мазневска, раководител на сектор за управување со отпад во Министерството. Овие 2 години се работеше на подготовка на планската и тендерската документација. Тендерите се при крај за набавките и за надзорот се подготвува, бидејќи мора да имаме надзор над градбата. Во моментов работиме на проектниот дизајн за изградба на регионалната депонија и претоварните станици и очекуваме прва половина од наредна година и тој тендер да биде објавен, значи тендерот за градба. До крајот на 27 година не е многу оптимистички, реално би рекла дека можеме да почнеме да бидат изградени овие инсталации и да почне да се работи. Од Министерството очекуваат општините да ја зајакнат меѓусебната соработка и да ги забрзаат процесите, а на тоа се надеваат и екоактивистите и граѓаните кои во Новаци го гледаат спасот од депонијата Буково, која со години тивко ги труе граѓаните. Иако се обезбедени 34 милиони евра со кредит од Европската банка за обнова и развој наменети за изградба на
регионалната депонија и целата придружна инфраструктура, процесите се одвиваат бавно бидејќи општините не можат да се усогласат, вели Ѓоко Зороски од групацијата Збогум Буково. За жал, меѓу многу општини постои неусогласеност во самата брзина на подготовка на овие и на документите, меѓутоа и на самата инфраструктура. Некои од општините се понапред, некои се многу поназад, некои воопшто не се ни почнати со овој процес, а за да се изгради... Или нивна главна задача? Нивна главна задача е да формираат меѓуопштинско јавно предпријатие, еден вид на одбор, кој што ќе управува со целиот процес на управување со отпадот во југозападниот и пелагонискиот регион. Тој одбор, тоа предпријатие се уште не е формирано. Тоа се касни повеќе од 2 години сега за сега и тоа е всушност една од првите иницијални точки за да почне да од некаде да се одвиваат работите. Меѓутоа, за жал, тој процес се уште не е започнат и токму тоа е целта на нашата иницијатива. Се она што е забавено да го забрзаме, затоа што загадувањето е алармантно. Иако се стравуваше дека обиколниците кои ги побараа општините Новаци и Ресен дополнително ќе ги оддолжат работите, тие ќе се градат паралелно со изградбата на регионалната депонија и тоа со средства од јавното предпријатие за државни патишта. Сепак охриѓани ќе почекаат за да се збогуваат со Буково, бидејќи за затворање на депонијата нема пари. Затварање само на старата локација во Мегленци. Таа депонија само ќе се затвори, толку се средствата што се обезбедени, но работиме на изнаоѓање на дополнителни средства за да можеме постепено да ги затвориме и сите други нестандардни депонии во овие два региона. Проектот за воспоставување систем за управување со отпад во југозападен и пелагонески регион опфаќа и набавка на комунални возила до екипирање на јавните комунални предпријатија во општините, како и задолжителна примарна селекција на отпад. Селекцијата ќе придонесува за намалување на отпадот кој ќе завршува на регионалната депонија, вели Емил Ангелов, лидер на тимот од Salar International, кој веќе спроведуваат селекција на отпад во 6 пилот општини во двата региони. Целта наша на проектот е да го направиме она што не е направено долго време, односно ги подготвиме и општините и комуналните предпријатија во двата региона, да ги сменат праксите и да ги подготвиме за одржливо управување со отпадот. Нашава земја отпадот што се рециклира, односно се селектира и рециклира е на ниво на статистичка грешка. Ние депонираме 99% од отпадот кој што го собираме. За споредба во Словенија тоа е под 10%, во Шведска е под 1%. Што е спроведено, а каде е заглавено во реализацијата на планот за управување со отпад во југозападниот и пелагонискиот регион, влијанието на депониите врз здравјето на луѓето, како и улогата на граѓанскиот сектор во изнаоѓање на одржливи решенија, беа теми на панел дискусијата која денеска се одржа во Охрид во организација на иницијативата Збогум Буково. Вработени на Охридскиот аеродром засадија дрва покрај Охридското езеро. Со цел напредување на одржливоста и кооперативната општествена одговорност и одбележување на меѓународниот ден на волонтерството, 5 декември, ТАФ Македонија организираше активности за садење дрва во заедниците каде што работи општина Охрид и општина Илинден. Под слоганот "Садиме денес за одржливо утре", 35 дрва од видот чинар денес беа засадени покрај Охридското езеро со цел да се збогати зеленилото на пешачката патека од плажата Куба Либре до плажата Горица. Еколошката и волонтерска активност за садење дрва ТАФ Македонија во Охрид ја организираше и ја спроведе со поддршка на општина Охрид и градоначалникот Кирил Пецаков и јавното предпријатие Охридски комуналец. Илустрираната Охридска археолошка азбука, книга прва од ваков вид во земјава и пошироко, излезе од печат со поддршка на општина Охрид. Трудот на кој 2 години работеа факултетски професори и археолози, на околу 80 на страници содржи објаснувања за поими како базилика, Византија, Глаголица, Дасарети, Имарет, Кадмо, Лихнидос и ред други археолошки поими од богатото културно наследство, посебно од Охрид и Охридскиот регион. Промоцијата на книгата се одржа во рамки на чествувањата по повод Свети Климент Охридски, патрониот празник на градот.
Од печат излезе археолошкиот труд Охридска археолошка азбука, прв од овој вид во земјава и регионот. Станува збор за литературно дело за деца и младинци, преку кое учениците од најрана возраст ќе можат да се запознаат со богатото национално културно наследство, посебно од Охрид и Охридскиот регион. Автори на Охридската археолошка азбука се факултетските професори Антонио Јакимовски, Елизабета Томевска-Илиевска, Маја Јаневска и младиот археолог охриѓанецот Иван Малезанов. Целта е всушност да го зголемиме љубовта, желбата, меѓутоа и знаењата за културното наследство. Пред се кои што се однесуваат во Охрид и за Охридскиот регион. Истовремено преку оваа литература ќе направиме и своевидна наставна компензација за темите и содржините кои што недостасуваат во наставните програми во основното образование. Тимот автори на проектот работел 2 години со сеопфатна анализа на поимите кои се однесуваат на артефактите, спомениците на култура, археолошките локалитети во Охрид и Охридско, но и поеми од археологијата кои се однесуваат на Македонија и пошироко. Производ е на долгогодишната работа на археолошки истражувања кои што ги прават нашите колеги археолози, производ е на неколку годишни мултидисциплинарни проекти, а истовремено резултира и од идејата да се направи едно методичко, би кажала, прекршување на содржините од археолошкиот лексикон кој што е наменет за возрастни, чиј што автор е професорот Антонио Јакимовски, кој што е доктор по археолошки науки. Охридска археолошка азбука е испечатена под покровителство на градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков и со негова заложба бесплатно се доделени 700 примероци на охридските основни училишта. Ако знаеме дека Македонија е археолошко богато историско и културно наоѓалиште, тогаш би рекол дека овој прв тип на објава на ваква книга за нас ќе представува и како општина, но и како еден заедничка соработка помеѓу нас и професорите, но дело кое што за дечината ќе представува многу и ќе ги донесе поблиску до сите оние поими кои што можеби во иднина ќе ги заинтересира и да се занимаваат со една ваква професија. Промоцијата на книгата се одржа во рамки на чествувањата по повод Свети Климент Охридски, патрониот празник на градот. Промоторот на трудот, археологот Паско Кузман, ке рече дека ова археолошка азбука представува една бајковита приказна за археолошки поими, бидејќи археологијата како наука колку што е екзактна, толку е и поетична. Ако овде треба да се изразиме со детска реченичка сликовитост, вели Кузман, тогаш оваа мала детска археолошка енциклопедиска прчка наликува на мала напудрена принцеза која сака да се вгнезди во детската љубопитност. Во книгата има 89 археолошки поими, од кои 26 се однесуваат за Охрид и е богато илустрирана. Полицијата заплени рибарски мрежи и над 10 килограми риба. 3 лица од село Трпеца се лишени од слобода. На 4 декември 2024 година, во 1 часот и 40 минути, на брегот на Охридското езеро, во близина на Охридското село Пештани, полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Охридско езеро од слобода лишиле 3 лица, сите од Охридското село Трапејца, на возраст од 64, 67 и 77 години. При преглед во чамецот од кој излегувале на брегот на Охридското езеро, биле пронајдени и одземени 3 рибарски мрежи со должина од по 50 метри, 145 парчиња риба охридска белвица и грунец со вкупна тежина од над 10 килограми, како и друг риболовен алат. Увид на местото извршил инспектор од Оделението за прекуграничен криминал, миграција и странци и реадмисија при регионалниот центар за гранични работи Запад и по консултации со јавен обвинител и по целосно документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Франција во новата година ќе влезе без буџет. По вчерашната недоверба на француските пратеници за владата на премиерот Мишел Барние, опозицијата бара оставка и од Макрон. Барние секако ќе напушти функцијата и ќе стане премиер со најкраток стаж во историјата на модерна Франција и првиот на кого парламентот му изгласал недоверба во последните 60 години. На Макрон му остануваат 3 опции.
формирање широка коалиција со умерените партии и од левицата и од десницата за да обезбеди мнозинство во парламентот, водење малцинска влада, барајќи поддршка од случај до случај за секој дел од законодавството и како најлоша опција за Макрон е да си поднесе оставка. Лидерката на екстремната десница Марин Ле Пен рече дека Макрон, доколку не се повлече, ќе жртвува судбината на Франција за својата суета. Матилда Пано пак, од крајната левица, рече дека гласањето е пораз за сите политики на Емануел Макрон. Израел со нов предлог до Хамас за прекин на огнот и ослободување на заложниците, јавува американскиот портал Axios, повикувајќи се на изјави на израелски представници. Израел бил подготвен да преговара за прекин на огнот што би траел помеѓу 42 и 60 дена. Предходниот предлог за кој се преговараше во август и не беше спроведен, вклучуваше 42-дневен прекин на огнот. Новиот предлог, што според неименуваните функционери не се разликува значително од стариот, вклучува и ослободување на сите преживеани жени кои ги држи Хамас, сите живи мажи постари од 50 години и заложници кои се во критична здравствена состојба. Израел навел дека е подготвен да ослободи стотици палестински затвореници во замена за заложниците, од кои некои отслужувале доживотна казна за убиство на израелци. Се уште не е познато каков е ставот на Хамас во врска со новиот предлог на израелските власти, пишува Axios. Мексиканските власти во еден ден уапсиле повеќе од 5200 мигранти низ целата земја кои се обидувале да преминат во Соединетите Американски држави. Операцијата била изведена од страна на морнарицата и армијата, како и имиграцијските власти. Овој потек следува откако новоизбраниот американски претседател Доналд Трамп го зголеми притисокот врз Мексико да ги засили напорите за спречување мигрантите да доаѓаат во САД. На овој потек му претходил и телефонски разговор меѓу Трамп и мексиканската претседателка Клаудија Шејнбаум, по кој таа според Трамп се согласила да ја запре миграцијата преку Мексико во САД. Незината изјава пак по разговорот се разликувала од онаа на Трамп. Во објавата на X таа напишала дека Мексико имал сеопфатна стратегија за справување со феноменот на миграцијата, почитувајќи ги човековите права. Ставот на Мексико не е да ги затвара границите, туку да гради мостови меѓу владата и народот, напишала претседателката. Трамп инаку се закани дека ќе воведе увозни царини од 25% за мексикански земјата не го запре протокот на мигранти и дрога преку низината граница. Блесна новогодишната елка во Њујорк пред Рокфелер центарот, традиција која трае повеќе од 90 години. Огромната елка е украсена со 3 милиони кристали и Сваровски звезда на врвот која тежела 400 килограми. На елката има над 50.000 шарени сијалички на жица долга 8 километри. Традиционалното вклучување на светилките се случи синоќа по локално време која беше проследена од страна на илјадници њујорчани и туристи, а целиот настан беше пропратен со музички перформанс. Сијаличките на елката ќе светат до средината на јануари од 5 часот наутро до полноќ, а за католички Божик ќе светат 24 часа. Пред елката е сместено и лизгалиште која возможува посетителите да се сликаат одблизу со елката, но тоа задоволство ќе ги чини околу $300. Традицијата за китење на новогодишната елка во Њујорк потекнува од далечната 1931 година, кога група работници собрале пари за да купат елка која декорирале со украси направени од нивните семејства. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.